Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостине Билјана Петковска, директорката на Македонскиот институт за медиуми. Петковска, колку државата обезбедува сигурна средина за новинарите, безбедно и независно да ја извршуваат својата работа, и какво е вашето мислење колку новинарите беа заштитени за време на крвавите настани во собранието? Мислам дека најдобар доказ за тоа колку државата се грижи за заштита на новинарите е неодамнешната пресуда на судот во Страсбур, Европскиот суд за човекови права, кој во пресудата Селмани и други против Република Македонија јасно пресуди во корист на тожителите и потврди дека државата не успела да го гарантира правото на слобода на изразување и правото на фер судење на новинарите, кои што на 24 декември беа брутално избркани од собранието. Слична епизода се случи и овој пат на 27 април, неодамнешните немири во собранието, кога повторно новинарите беа физички нападнати додека ја извршуваа својата работна задача, и тоа во институција која што во секоја нормална држава треба да представува храм на демократијата или место каде што новинарите треба да уживаат максимална слобода во својата работа. Каква е вашата оценка? Дали медиумите професионално известуваат за време на тие драматични случувања во собранието? И перцепцијата, но и одредени мониторинзи кои што беа спроведени упатуваат на тоа дека одредени медиуми навистина максимално професионално се заложија и покрај вонредните исклучително тешки услови во кои што известуваат собранието, успеа да го доловат секој важен, битен елемент од тој несреќен настан во собранието, и навистина треба да им се оддаде признание за таа лична жртва и една посветеност која што ја демонстрира и на тој начин им овозможи на сите граѓани да има директен увид во тоа што се случуваше таму. Но од друга страна бевме сведоци исто така и на многу примери во кои што одредени медиуми известувањето го сведоа на ниво на тотална злоупотреба на медиумот во кој што работат, ширеа параноја, невистини, необјективност, лаги и манипулации и отворено се ставија на страната на одредени политички партии во собранието. Колку се преземаат соодветни мерки за да се спречи говорот на омраза на новинари и уредници кои преку одредени медиуми промовираат, потикнуваат и шират омраза? Новинарската етика не дозволува дискриминаторски говор по било која основа. Се работи главно за една негрижа, отсуство на одговорност од страна на институциите кои што по закон се задолжени да ги разгледуваат и да постапуваат по представки во кои што се укажува на примери на користење на дискриминаторски, подпалувачки говор кој може да предизвика насилства, омраза и несакани действија од пошироки размери. Постојат многу такви примери во кои што и државни институции од типот на Агенцијата за медиуми, представници на медиумите, представници на новинарски организации поднесувале представки дали до Агенцијата за заштита од дискриминација, дали директно до јавното обвинителство. Меѓутоа, досега речиси да не постојат предмети во кои што се процесуирани таквите наводи, и тоа е еден сериозен проблем кој што Македонија мора да го адресира во наредниот период. Оно што исто загрижувачко е дека представници на одредени институции кои што по закон треба да се грижат за спречувањето и санкционирањето на говорот на омраза и потпалувачкиот и дискриминаторскиот говор кој што се користи во јавниот простор, самите преку одредени дела и постапки, дали институционални, дали представници на носители на функција во тие институции, самите поттикнуваат овој дискриминаторски говор или говор на омраза. Зошто дозволуваме новинари од своите колеги, но и од политичари лесно да бидат дискредитирани и да бидат жртви на говор на омраза? Имаме примери во јавноста кога е нарушен кредибилитетот на одредени новинари кои се именуваат и се етикетираат како предавници.
Знаете, кога имате ситуација во која што се што ќе направите лошо и секоја повреда на законот останува неказнета од страна на институциите, а е направена со цел за политичка дискредитација или од политички мотивирани активности, кога неказнувањето станува правило во општеството, се разбира дека поединци ќе го користат со цел и понатаму да продуцираат кризи, да продуцираат навреди, со кои што мислат дека остваруваат одредени политички цели, со кои што за возврат тие добиваат некаква комотна позиција и бенефиции од страна на властите или институциите кои што многу често нив ги охрабруваат во таквите постапки. Сакате да кажете дека некој конечно треба да понесе одговорност? Дефинитивно. Постојат институциите имаат многу правни механизми со кои што и прекршечно и кривично можат да постапуваат на тој начин да дадат пример дека правото на слобода на изразување има своји лимити, член 10 Европска конвенција за човекови права, кога практикувањето на вашето право на слобода на изразување го повредува нечие друго право, тогаш се разбира дека мора да има постапување од страна на институциите. Што значи згаснување на медиуми во едно демократско општество и дали на тој начин суптилно се замолчува, но и се девалвира работата на новинарите? За жал, последните најави и постапки кои што за кои што бевме информирани, особено поврзани со воведувањето на стечајна постапка за најголемата издавачка куќа, МПМ, се длабоко вознемирувачки, бидејќи со овие одлуки се згасна два исклучително важни печатени медиуми, кои што не се медиуми кои што се од вчера. Тоа се медиуми кои што во изминатите 20 и повеќе години дале значителен придонес во развојот на новинарството, развојот на слободната мисла, развојот на демократијата и развојот на државата во целина. И сега некој може да каже, добро, медиуми згаснуваат секаде во светот, се затвараат, едни медиуми се отвараат нови. Меѓутоа, овде се работи за еден специфичен случај во кој што постојат сомнежи за намерно затварање на медиумите и сомнежи за политичка поврзаност и злоупотреба на овие медиуми со власта, досегашната власт. Знаеме дека издавачката куќа беше и предмет на интереси на специјалното јавно обвинителство и мислам дека во интерес на сите, не само на вработените таму, кои што се исклучителни, голем дел од нив исклучителни професионалци и тие навистина неправедно се засегнати со ова и оштетени од оваа ситуација. Мислам дека институциите треба да се заложат да се расчисти маглата околу овој случај, за да дознаеме што навистина се случило таму. Континуиран пад на македонските медиуми на светските ранг листи, 111-тото место според индексот на Репортери без граници е индикатор кој зборува за состојбата во која што се наоѓаат македонските медиуми во последните години. Што треба да направи новата влада во однос на медиумите за конечно да профункционира слободното и независно новинарство, како што е во тоа во секое модерно и демократско општество? Мислам дека особено изминативе десетина години, бевме сведоци на многу лоши примери за тоа како се спроведува медиумската политика во државата. Оно што се случуваше изминатите години треба да биде лекција дека не сме да се повтори. Од тука, државата е неопходно да направи одредени интервенции во законите за медиуми, особено во важичкиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, каде што се потребни одредени измени кои што пред се ќе регулираат дека парите од буџетот кои што досега се користеа за рекламирање на државните институции во медиумите, тие мора да се опрат. Мора да се дефинира што е јавна кампања и што се може да биде предмет на таа јавна кампања и како таа треба да се промовира преку јавниот сервис. Особено бидејќи бевме сведоци на фактот дека јавниот сервис значително и брутално се користеше за
промоција на така наречени јавни кампањи, кои што всушност шира една навистина неоправдана и неаргументирана идеологија и јавен интерес, што беше тешко да се дефинира како таков, дека е во интерес на сите граѓани на државата. Неопходно е да се интервенира во овој закон и од аспект на департизација на две клучни институции, тоа е Советот на Агенцијата за медиуми и на Програмскиот совет на јавниот сервис. Потребни се одредени интервенции во начинот на буџетирањето и обезбедувањето на средства за функционирање на јавниот сервис, кој што е столб на информативниот систем во секоја држава и кој за жал еве и за последните случувања на мирите во собранието значително потврли во начинот на кој што известуваше за овие настани кои што се од исклучителен интерес за сите граѓани на оваа држава. Значи, мора да заклучиме дека медиумите треба да престанат да бидат инструмент на државата, односно инструмент на власта за одржување себеодржување на власт и да конечно преминат во инструмент преку кој власта ќе демонстрира отчетност и одговорност кон граѓаните или кон тие што ги донеле, избрале за да бидат на тие позиции. Ви благодарам на разговорот. Мола. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.